Колеги советници, градоначалник, медиуми, наши сограѓани кумановци, Македонија, ја отварам третата вонредна седница на Совет на општина Куманово. Ве молам со едноминутно молчање да одадеме почит кон трагично загинатите во пожарот во дискотека во Кочани. Слава им. Причината поради која свикав ова вонредна седница е трагичниот настан предизвикан од пожарот во дискотека во Кочани, кој се случи на 16.3.2025 година, при што од официјалните информации имаме 59 загинати млади луѓе и 155 повредени жители на Македонија. Во знак на солидарност денеска ја свикав оваа вонредна седница на Советот да донесеме одлука за доделување на парична помош од буџетот на општина Куманово за членовите на семејствата на загинатите и на повредените лица, кое што истовремено ќе биде единствена точка на дневен ред. Сега ве молам, согласно член 40 став 4 од Законот за локална самоуправа и член 31 став 3 од Статутот на општина Куманово, да се произнесеме за оправданоста на причините за свикување на вонредна седница. Ве молам да се изјасниме. Констатирам дека едногласно со 27 гласа за, Советот се произнесе дека се оправдани причините за свикувањето на ова вонредна седница. За работа на седницата го предлагам дневниот ред, кој што заедно со материјалите, односно предлог одлуката претходно ви беше доставена по мејл, со единствена точка предлог одлука за доделување на парична помош од буџет на општина Куманово по трагичниот настан предизвикан од пожарот во дискотека во Кочани кој се случи на 16.3.2025. Ве молам да пристапите кон електронско гласање за утврдување на единствената точка на дневниот ред, односно за дневниот ред. Констатирам дека дневниот ред е усвоен едногласно со 26 гласа за. Ја отварам расправата по првата единствената точка од дневниот ред, предлог одлука за доделување на парична помош од буџет на општина Куманово по трагичниот настан предизвикан од пожар во дискотека во Кочани кој се случи на 16.3. Колеги советници, дали некој сака да земе збор? Јас би сакала да изразам сочувство на сите погинати во овој немил настан. Станува збор за млади луѓе, многу млади луѓе кои пред кои допрва беше животот и кои поради икс причини кои ги оставам на надлежните да се ги решат, на ваков начин го завршија својот живот. Истовремено моите молитви, мислам дека молитви на цела Македонија, па и на сите луѓе кои сочувствуваат со нас, а кои ја имат оваа информација, молитви ни се да нема уште плюс една жртва. Луѓето што чиј живот е загрозен и кои се сместени во болниците и во државата, а и во странство, да немат побрзо да оздрават, да немат трајни последици и да си го продолжат животот, иако верувам дека поминале низ пекол.
Дали уште некој се јавува за збор? Сочувство до семејствата во име на сите граѓани на општина Куманово и молитви за сите оние што се повредени во овој немил настан. Дали има уште пријавени за збор? Ве молам да гласаме за точката на дневниот ред. Констатирам дека предлог одлуката со која што доделуваме од Совет на општина Куманово, одnosno од општина Куманово, одделуваме 2 милиони денари, 1 милион за семејствата, за членовите на семејствата на загинатите, 1 милион за луѓето што се повредени во настанот, е усвоена со 28 гласа за. Со тоа дневниот ред на ова седница е исцрпен и ја затварам ова трета вонредна седница на Совет на општина Куманово. Ви благодарам советници за брзата организација и за големото присуство на оваа седница.